Сега интересите на Пекинг и Москва се заеднички, особено поради тоа што Кина е свесна дека ако утре заврши сето ова околу Русија и самиот Путин се согласи на некакви договори, но иако за сега не се согласува, нели она со Трамп да запре војната во Украина, а Трамп прави се да го одоброволи Путин да ги прифати сите услови по цена и пола Украина да му ја даде и се смири тој конфликт, следна е Кина и Кина тоа го знае и поради тоа на Кина не и ни одговара на некој начин да се смири сета оваа приказна околу Русија, бидејќи фокусот на светската, особено западната и американската политика и операции воопшто, било какви дипломатски, воени, политички и било какви, е Москва. Дента кога Москва ќе ги заврши недоразбирањата со Америка, односно со САД и со Западот, следна ќе биде Кина, тоа го знаеме, ја знаеме политиката на Трамп уште од првиот мандат, знаеме дека тој на него главниот фокус е Кина, не воено се разбира, барем не јавно, туку економски, а знаеш кога економски ќе те нападнат, тоа е полошо него војно да се нападнат, така да кинезите се обидуваат да направат потврсто пријателство со Москва и преку Путин гледаат можност тој да биде брана за идните притисоци кои би дошле од Вашингтон кон Пекинг.